Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. Нешто до подпишување на меморандум за соработка значи почеток на една заедничка соработка помеѓу јавното предпријатие Хидросистем Златовица и двете комунални предпријатија од Штип и од Карбенци, се со цел да започне примањето на вода од Хидросистем Златовица во комуналните предпријатија, да имаме приемен период, тест период, а на крај значи двете општини да имат водоснабдување од Хидросистем Златовица, а тоа водоснабдување да биде со највисок квалитет. Цената не можеме ние да договараме, цената е регулирана преку регулаторна комисија за енергетика и за води и таа е дефинирана за оваа година и за наредните 2 години и секако бидејќи Штип се вклучува во земање на вода од Хидросистем Златовица, има тренд на опаѓање. Моменталната цена на водата за 2021 е 4,78 денара без ДДВ, со тренд на намалување 4,70 во 2022 и 4,60 во 2023 година. Не само за јавното предпријатие Истар и општина Штип, значи и за регионот Ново. Се надеваме дека во иднина ниту една фамилија, ниту една куќа, ниту еден стан ќе остане без вода, туку водоснабдувањето ќе биде онака како што сме замислиле. И се надам дека квалитетот на водата ќе биде одличен и преостанува да ги спроведеме сите овие активности. А видите, како што рекла и претходните директори на Хидросистем Златовица и на ИПИСТАР, исто и Карбенци ќе има бенефит, ќе има здрава и чиста вода за пиење, сите граѓани ќе имат вода, нема да има проблеми со вода, така да и цената ќе биде многу пониска во однос на сегашната, така да квалитетот на водата ќе биде на високо ниво, граѓаните ќе бидат задоволни и соработката со Хидросистем Златовица ќе продолжи во текот на наредните години. Па веројатно можеби и ќе се малку пролонгира периодот кај нас, али углавно за 3-4 месеца има чиста вода за пиење во општина Карбенци. На покана на представниците на ова јавно предпријатие одржавме на работна средба каде што ги договоривме во детали динамиката на поврзување на новата филтер станица со општина Штип, која ќе се гради со средства добиени од владата на Република Северна Македонија. Тоа е инвестиција некаде околу 5 милиони евра неповратни средства, со што Штип ќе добие најмодерна технологија за пречистување на вода за пиење. Со приклучувањето на Штип кон овој хидросистем, долгогодишно го решаваме горчливиот проблем на штипјани водоснабдувањето на самиот град и на сите приградски населби. Со квалитет на вода за пиење некаде околу 360 литри во секунда, што ги задоволува максималните потреби за водоснабдување на целата општина Штип. Покрај тоа, со овој чекор ќе ја заокружиме и целината за хидросистемот во делот на обезбедување на вода за пиење на 5 општини. Долга низа години нашата држава е под надзор на Јапонската агенција за меѓународна помош JICA, токму поради неисполнувањето на превземаните обврски кои што со години наназад се манипулира. Во минатото некои наши представници правиа театарски представи околу ово прашање, поготово глумејќи представи дека се приклучуваме на хидросистемот Златовица. Овде веќе нема театар, овде веќе нема лажење. Сакам да изразам огромна благодарност за раководството на хидросистемот Златовица, јавното предпријатие, за упорноста и визијата која има во разговорите со државните институции, каде потенцира дека нема заокружување на едно од целите на овој хидросистем без поврзување со сите предвидени општини. Благодарност до владата на Република Северна Македонија за одделувањето на потребните финански средства и набавки и поставување на опрема за прочистување, со што уште еднаш се докажа дека задоволувањето на потребите на граѓаните се незин главен приоритет. Денес присуствуваме еден свечен чин по мене, значи се официализира еден повеќе деценијски проблем за општина Карбенци, тоа е делот на водоснабдувањето. Хидросистемот Златовица е започнат со градба во минатата деценија, кој што е предвиден за 5
општини, односно 6 општини за водоснабдување. Ние како општина Карвенци во моментот решаваме водоснабдување на 8 населени места или некаде околу 83% од жителите на општина Карвенци ќе добијат здрава и чиста вода за пиење. Паралелно со добивањето на здрава чиста вода за пиење имаме и економски бенефит, односно цените на услугите драстично ќе се намалат за разлика од сегашните цени. Значи во одреден дел на нашите системи имаме водоснабдување кој што зафаќаат бунарска вода, кој што значително е поскапа и е со сумнителен квалитет. Значи уште еднаш благодарност до менеджментот на хидросистемот Златовица и до владата на Република Северна Македонија. Општина Вробишти малку поодамна е вклучена во овој проект, односно веќе ја користиме оваа вода за пиење. Мене како градоначелник на општина Вробишти би домаќин на некој начин ме радува фактот што веќе се полека, но сигурно се заокружува првата фаза на овој еден од најкапиталните проекти на Североисточна Македонија, тоа е хидросистемот Златовица. Денешно подпишување на меморандум за соработка помеѓу јавните предпријатија, со тоа и на општините, полека ја завршуваме оваа фаза и се стремиме во втората фаза, тоа е наводнувањето, каде што ќе дојде трета фаза, тоа е енергетиката. Со ова сакам да ни честитам на посветената работа на менаџерскиот тим на хидросистем Златовица, на вработените, на членовите на управен надзорен одбор, за низата состаноци, а пред се на владата и на вице-премиерот, за разбирањето и за можноста да се одели средства од буџетот по патна донација, да се изградат овие прочистителни станици, за да граѓаните од целиот овој регион добиваат квалитетна вода за пиење. Уште еднаш честитам и ви благодарам за присуството. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk